Дистрикт, Цивил през студио интервју на Зоран Иванов со Свето Стаменов. Свето Стаменов, новинар, под уникатен ков, интервјуист, еден од најсложените журналистички вештини и во исто време и публицист со посебен нерв за темата и во исто време издавач, рекордер, со не знам дали само ја знае колку издавачки наслови, на колку практично издавачки наслови тој кумувал и на какви се награди е добитник и во новинарството, и во публицистиката, и во издаваштвото. Еднаш напиша, во оваа пригода ќе повторам. Авторскиот издавачкиот опус на Свето Стаменов веќе и статистички е пообемен од фондот книги во разни државни образовни и научни институции, што се Стаменов има интервјуирано, напишано и објавено, ќе читаме секако во неговата биографија, во иднина, напишана се разбира од него или од некој негов биограф, во делото по обем неприкосновено, а по квалитет воредно новинарско и публицистичко творештво. Ете само еден повод зошто Свето Стаменов е во Дистрикт. Стаменов, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Добре најдов и чест ми е да учествувам во вашето интервју, во вашата емисија, меѓутоа не давањам причина зашто ми сте викнале мене. Не знам како ќе завршиме, во тек на емисијата ќе објасните вие зошто сте во Дистрикт, но конкретно што Стаменов во моментот работи? Во моментот, вчера бев цел ден на работа, снимав интервју, бев водител на емисијата Актуелно и за жал повторно по 35 години повторно подготвувам вести, подготвувам емисии, информативни емисии през 19:20, Радио 22, затоа што со кадар веќе почнеме да кубуриме во Македонското радио. Обично се вели за среќа, не за жал, но причината е да Причината е се помалку млади и вие знаете дека се интересираат за професијата. Дескот е првото скарило во новинарството и сега по 35 години да те вратат повторно во 10 да правиш вести малку е непријатно. Ова е порака до раководството на Македонската радио телевизија, ќе зборуваме и за тоа при крајот на емисијава, планирам прашање, но сега ме интересира зошто Свето Стаменов, како од кога заглави во новинарството? И еве рековте 35 години. Па зоки пред 2 месеца, не полни 2 месеца, гост ми беше поранешниот словенешки амбасадор во Македонија, Милан Јазбец, мој добар пријател со кого пред неполна година ја издадовме книгата Скопски разговори, тоа е збирка од 20 интервјуа кои ги реализиравме во последните 2,5 години, додека беше тој амбасадор во Македонија. И во неговиот предговор, кој го нарече 20 журналисти на дипломатскиот паркет, вели дека исто има завршил политички науки, јас во Белград, тој во Љубљана, вели дека тој никогаш не сакал да се бави со дипломатија. Сакал да биде новинар. За разлика од него, јас имав амбиција или желба со политикологија се занимавам како со научна дисциплина. Меѓутоа, силом прилика заврши во Македонската радио телевизија, далечната 85-86 година. Најпрви бев хонорарен соработник во надворешната редакција на телевизија Скопје тогашна, па заврши во војска и по војниот рок ме префрлија во Радио Скопје. 3,5 декади да се останат на едно место, сепак е и привилегија, и обврска, и квалитет. Па не знам, јас радиото како комитет најмногу го сакам. Имаш можности да работам и во телевизија Скопје, подоцна Македонска радио телевизија, имав понуди да работам во првите приватни медиуми телевизиски во Македонија, меѓутоа желбата или срцето ме тераше да останам во Радио Скопје. Ме посетивте за следно прашање, значи целиот работен век до сега 35 години во радиото, да бевте во некоја телевизија, во Македонската телевизија, ќе ве знаеше сега секој дете. После толку труд, текстови напишани, милион редови, издавачка дејност, награди и така натаму, малиот кругот што Свето Стаменов вака пошироката јавност го познава и поради скромниот карактер, но исто така за тоа подолго емисијата. Жалите ли што вака не сте популарен, не бевте во телевизија, останавте во радиото? Воопшто не. Јас сум човек кој работи фактички од позадина.
Ништо не ми значи мене појавувањето на телевизија, да ме знаат сите. Едноставно, работата ја сваќам многу сериозно, оно што го работам темелно и славата никој пат не ми значила нешто посебно. Ајде за гледачите на Дистрикт, имате ли некоја бројка во джеп? Колку до сега книги имате издадено? Што ваши авторски, што соавторство, што на трети лица? Значи, со овие две книги што ги очекувам сега, односно двотомната јазикот, нашата единствена комплетна татковина, која е збирка од 50 интервјуа што сум ги работел во последните 10 години, посветени на јазикот, на македонскиот јазик, од настанувањето, проблемите, афирмацијата на јазикот и така. Тоа што 50 книги. Од настанувањето, од кодифицирањето или од настанувањето? Од кодифицирањето, веројатно. Не, и од И пред тоа. развој, самиот настанок на јазикот во директна форма, во разговорна форма, потоа со кодификацијата и се до сега. И колку е бројката? 50 книги до сега. Авторски и коавторски книги. Рекорд македонски сигурно, а Па, може не би и регионален, не сакам да зборувам за светски. Ете, кој е покрај многуте други поводи, повод зашто Свето Стаменов е тука во Дистрикт. А како ги наоѓате темите, соговорниците се идејата или темите се идеите? Како доаѓате до соговорниците, до темите и до епилогот публицистички трудови? Па темите сами се доаѓаат од себе. Оно што го работам во Македонското радио, редовна работна задача што ми е, тие емисии актуелно, порано се вика, слушате радио Спектар, зависи од самите настани, од времето во кое се случуваат тие настани. Така да, например, лани, главна тема беше 100-годишнината од раѓањето на Блаже Коневски. И јас направив серија од 30 интервјуа, кои годинава треба да излезат во печатена форма. И тоа станува како едно сведоштво за едно време за еден човек. Пред тоа, пред неполни 5 години работев серијал 95 години смртта на Крце Петко Мисирков. Пред тоа 1100 годината упокојувањето на Свети Климент Охридски. Од друга страна, бидејќи сум по вакација надворешно политички новинар, се бавам со надворешна политика и посебно со безбедноста, и како и нашите евро и евроатлантски интеграции, така да направив еден колаж од теми, од настани, од области кои ги покривам во Македонското радио и од тие интервјуа кои ги работам за Македонското радио, односно кои идат во етерот на Македонското во етерот преку Македонското радио, јас правам публицистички дела. Вашиот личен влог во овие трудови, низ кои методи? Интервјуата се главната подпорна оска на овие 50 и кусур изданија? Па не се баш овој главната, да кажеме 30 изданија, точно. Тие се главната тема, односно основата на тие книги што ги публицирав. Меѓутоа имам и теми кои стварно ме интересираат, например како да кажеме првата македонска поетеса Даница Ручигај, која за жал загина во Скопскиот катастрофален земјотрес, меѓутоа остана непозната за македонската јавност. Далечната 63-та, да подсетиме за младите генерации. Да, далечната 63-та година. Даница Ручигај е првата македонска поетеса која издаде книга, поезија, во времето кога со македонската поезија, со македонската литература царуваше машкиот пол. Таа издаде две книги, Србинокни игри и во 60-та година, токму годината кога сум роден, и поскумно беше објавена зита збирка Заробеници на ветрот 64-та година. Силна прилика, што викам, секој пат се случуваат добрите работи во кафана. Во 98-99 година седев со покојниот Михо Атанасовиќ Драк, мој колега, и се расправавме за поезијата. Јас како белградски ученик, студент, ми беше омилен Бранко Милковиќ, меѓутоа тој ми кажа: слушај, Свето, има нешто подобро од Бранко Милковиќ, тоа е Даница Ручигај. И така се заинтересирав. И еве до сега, значи Даница Ручигај во последните 20 години 8 книги имам објавени за неа.
што низините збирки, што сеќавања од луѓе што ја познавале, што еве сега минатата година пред неполни 6 месеци ја објави книгата заедно со Искра Чолович, Даница Ручига и критиката. Се она што напишано за Даница Ручига за низината поезија од 60-та година до сега, на едно место се на 520 страници. Така да диапазонот на интересирање ми е широк. Многу ентузијазам чувствувам дека има во ова ваша работа. Кои се проблемите, освен парите се разбира? Па, парите се голем проблем. Најголемиот проблем во Македонија се парите. Трудот никој пат не ми представува проблем. Еве сега напоредна работа на 4 книги. И уопште не ми е проблем да што работам. Меѓутоа, тие 4 книги кој знае кога ќе излезат? Ради финансии. Затоа што треба да ја платиш книга, да уплатиш печатењето на таа книга. Никој не вели, слушај, ти си издал добра книга, да си направил добра книга, ќе ти ја печатам джабе. Нема мецени веќе. Нема тоа, да. И едноставно се прикрпуваме. Со спонзори, со своји пари, со Министерство за култура, една година ти дава, другата не ти дава, па те оценува дали си подобен, дали не си подобен, односно дали си квалификуван, кој што доби последното решение, лани што бев одбиен од конкурсот за издаваштво, баш токму за оваа книга, сега што излегува вотом на јазикот нашата единствена татковина, демек не сум бил компетентен за таа книга. И таа книга не била од национален интерес за Македонија. Добро, ама кога станува збор за публицистички трудови, таму има автори, кои се автори на текстовите, вие ги анализирате, ги собирате, ги не знам дали станува збор за авторот, односно приредувачот на тие книги Свето Стаменов, или станува збор за тие 25 луѓе врвни македонисти, лингвисти, слависти кои говорат за македонскиот јазик. Така да проблемите се кулпарите, единствено. Бар за мене. За другите не знам. Јас не чувствувам тежина што работам. Мојот работен ден е 5 или 6 сати на работа и попладнето на компјутерот. Вака нешто полично. Кој од овие трудови од тие 52-3, ако сеќавате, вие вака од подрагите, нешто што и вие додека го работите ве плени и знаете дека ќе остави трага неизбришлива? Па да кажеме, тие книги за Даница Ручига што ги подготвив, што ги издадов, потоа во последните 2 години, како фатија пандемијата за ковидот, јас мислам дека ги направив и тие книги што ќе ме одбележат како публицист. Тоа се, да кажеме, тротомната трилогијата Македонски безбедносни лавиринти заедно со Трајан Гоцевски, универзитетски професор и прв министер за одбрана во независна и суверена Македонија. Потоа во 2020 издадовме двотомната книга Македонија во НАТО, тоа се околу 40 интервјуа кои сме ги работеле исклучиво за нашиот пат од иницијативата во 1992 година па се до кревањето на македонското знаме пред седиштето на НАТО во Брисел. Еве сега овој серијал од 4-5 книги што ги работев и што ги издадов во врска со македонскиот јазик. Посебно ми е драго во последната сега што треба да излезе секој ден јазикот нашата единствена татковина. И во минатата година заедно со професорката Вера Стојчевска-Антич приредивме 2 зборника на трудови посветени на Блаже Коневски. Првиот беше со наслов Навраќање кон Коневски, кој содржи 40 трудови на истакнати научници од земја и од странство. Тој беше промовиран во мај месец, Општина Куманово го финансираше и Општина Куманово фактички тој одбележа со годишнината од раѓањето на Блаже Коневски и сега на 24 декември во Струмица го промовиравме вториот зборник, уште едно Навраќање кон Коневски, кој содржи 44 труда, исто на наши домашни автори и инострански автори. И со буквално таа промоција од Струмица што направивме, беше спуштена завесата на годината во чест на Коневски. Што би е посебно драго и задоволство. Има ли некакви, условно ќе речеме, институционални реакции врз овие ваши трудови, например за Блаже Коневски од Академијата или од Институтот за македонски јазик, или можеби од Министерството за одбрана за ова што рековте, македонскиот пат во НАТО, 4 книги со професорот Трајан Гоцевски низ интервјуа. Има ли реакции да се заинтересираат? За сега нема. Ки бидам отворен, искрен, ќе кажам, за сега нема. Еве, например, ние
кога објавивме Македонија во НАТО, двотомната книга, ги посетивме. Бидејќи сите напиша своje видување на нашиот пат кон НАТО. Председателот на државата, премиерот, председателот на собранието, министерката за одбрана, министерот за надворешни работи, шефот на НАТО канцеларијата во Скопје, меѓу рецензентите токму бевте вие, беше Милан Јазбец, поранешниот амбасадор словенички во Македонија. Исто рецензент беше и професор Цане Мојановски. Ние поминавме сите, им вратичиме по еден примерок, меѓутоа никаква официјална или да кажеме некаква реакција немаше. Како велат, ако бебето не заплаче, нема ни млеко да добие. Доволни ли се само тие промоции јавни со малите помагатели околу промоциите, вака по-настојчиво да се тропне по тие врати? Нема ефект. Па не сум прво. Јас сум човек кој си спие дека молиш, дека буквално идеш да молиш. Не сум таков човек. Едноставно оставам резултатите она што сум го направил. Така. На многу да од тие дела, од тие трудови сте подпишени како коавтор. Да. Главно низ интервјуата што ги правите, бидејќи во вашите прашања практично има и теми и откривање и ги водите соговорниците до откритијата што сакате да ви ги прикажат за да ги утре ги сместите. Кога почнувате таква серија интервјуа, однапред знаете дека тоа ќе се преточи во публицистички труд или чекате да видите епилогот какви се? Не, конкретен банален пример. Со професор Трајан Гоцевски почнавме со првото интервју во 2006 година. И тоа беше посветено на 15 години од независноста на Република Македонија во тоа време. Беше серијал од 21 интервју што го работев од септември до следната година во март месец. Потоа почна серијалот интервјуата, така да кога ќе направиш 15 или 16 интервјуа со еден човек, веќе се надзира контурата. Се надзира контурата, меѓутоа секогаш била иницијативата од моја страна. Дај да направиме книга од ова. Па дали вреди, па дали не вреди, тука се дискусии, кои ќе седеме, па ќе се договараме, па едниот вика да, другиот вика не. И така излегува. Поранешниот словенички амбасадор Милан Јазбец остави печаток. Тоа е практично една легија за Скопје од еден нескопјанец. Така. Како се создаде тоа дело? Исто како со Трајан Гоцевски. Првото интервју направивме, поводот беше македонско-словеничките односи, односно главната причина се видиме, беше токму да не се ручигај. Јас во тоа време, заедно со Искра Чолович, подготвувавме една антологија на песни посветени на Даница Ручигај по повод 55 годишнината од нејзиното загинување. И амбасадорот Разбал ми се јавува на телефон, баш после едно интервју, да се видим. Отидов кај него, му носил книги кој е Даница Ручигај. Даница Ручигај е татко е по потекло словенка. И од тука тргна целата идеја. Направивме едно интервју, па потоа после 6 месеци направивме второ, па трето, па четврто. И кога стигнавме до 7-8 интервју, да е свето ќе правиме книга. И потоа кога веќе решивме да правиме книга, фативме буквално некој терк на месец, на 2, на 3 месеци правиме интервју за ова, правиме интервју за она. За среќа, тие интервјуи се работени во времето кога Македонија го завршуваше патот за членство во НАТО. И буквално таа книга е посветена на нашите последни години, како ние на нашите напори македонски да влеземе да се члениме во НАТО пактот. И на помош на Словенија како пријателска држава, наш лобист и промотор во и евроатлантски интеграции ни помогна. Така да таа книга после 6 интервју веќе беше испланирана да биде Преку овие ваши работни службени, би рекол, контакти како новинар со овие личности кои подосна со некој од нив или со повеќето, не знам, се преточуваат и во книги, во публицистички дела, се раѓаат и лични релации, лични пријателства. Се разбира. После толку серија интервјуа и промоции и така натаму, нели? Се разбира. Оставате траен белек и за тие луѓе, за нивниот труд, за нивната работа. Јас мислам дека остава затоа што ниедна книга која сме завршиле не е последна. Секој пат, ајде ќе го правиме ова, ќе правиме ова. Така да од тука се раѓаат и тие пријателства, па дури да кажеме и тие некои деловни врски, бизнис врски, како се издаде таа книга, што се направи сега. Околу тоа се меѓутоа стануваат пријателствата. Еве, например, со Милан Јазбец, сега беше пред 10 дена, останавме пријатели, веќе имаме
втора идеја што да работиме, како да работиме, книгата веќе треба да се преведе и на словенички јазик, меѓутоа она што ме изненади и што ме фрапира позитивно е тоа што он веќе ми најави пред 2 месеца дека ќе прави книга за мене. Ќе приведува книга посветена на мене. Тоа се и ми побара да ги пратам сите рецензии што се објавени за моите книги во делата. Некои наши сатисфакции за наши трудови овде и за наши автори, меѓу кои е и Свето Стаменов, треба да ги чекаме од надвор повеќе признанијата, но ќе позборуваме подолу во емисијава за така да сега кога беше награди и пред признание. сега кога беше пред недела дена ми ја донесе работната верзија, книгата околу 450 страни, што јас самиот изненади дека толку луѓе за мене пишувале, но за моите дела, не за мене, за оно што го направил. И очекувам наскоро таа книга да се појави. Што за мене стварно представува, не знам, не може да објаснам тоа. Тоа ќе биде труд во кој вие лично не учествувате. Не. Значи, тука учествува еден Зоран Иванов кој пишал, да кажеме, 5-6 рецензии за моите дела, тука еден Трајан Гоцевски, тука, да кажеме, Милан Јазбец кој напиша 10 рецензии, тука една Ана Ригачева од Струмица, прекрасна професорка од Штипскиот универзитет, кој пишуваше за Даница Ручига, ревностно рецензии за моите книги за Даница Ручига, така да околу 90 рецензии се на 30 автори. Ќе биде тоа Свето Стаменов на едно место, меѓу две корици исто така. Ќе влезе, предпоставам, во библиотеките, во редот и на неговите дела, нега сега од друго авторство. Ајде за гледачите на Дистрих во неколку реченици, како е процесот на создавање на едно публицистичко дело, еден таков труд? Најпрво треба да имаш материјал. Материјалот е интервјуто. Тоа е аудио материјал кој подоцна, ако оценам дека треба да влезе во некоја книга, седнувам, го симнувам буквално од аудио на текст, потоа иде редактура на самото интервју, авторизација од соговорникот и редење, односно правење прелом на таа книга. Бркање пари за... Тоа е на крајот и најтешкиот дел. И сега, ако најдеме пари, ако најдеме пари, ќе го објавам делото, ако не, стои во фиоките и чека подобри времења. Ајде уште еднаш ќе навратам од тоа, што вака најмногу ве бендисува од вашите трудови, што препорачувате? Што прво да земат гледачите на Дистрих во своите раце? Па зависи каков е афинитетот. Ако е некој за книжевност, поезија, тука е Даница Ручига. Ако некој го интересира македонскиот јазик, тука се, да кажеме, оваа книга, јазикот нашата единствената комплетна татковина, тука е она книга со професорот Гюнил Спасов, како се црта разговорот, од 17-18 интервјуа, токму за македонскиот јазик, за македонската култура, за големите луѓе во македонската култура. Тука е, да кажеме, оваа книга Крсте Петков Мисирков, македонскиот мегник, со 18 интервјуа кои говорат за ликот и делото на Крсте Петков Мисирков. Тука е онаа книга што е спомнав за Свети Климент Охридски. Еве сега подготвуваме една книга со професор Димитар Пандев за македонистиката, отворено. Тоа се околу 30 интервјуа токму посветени на македонскиот јазик, на развојот, на негувањето на македонскиот јазик, на проблемите, на нападите на врз македонскиот јазик. Токму вчера имавме тоа интервју за повторно за Блажа Коневски, бидејќи тој е лауреат на наградата Димитар Митрев за најдобра критичко-есеистичка книга во 2021 година, времето на Коневски. Повторно вчера се навратиме на таа книга. Така. Тоа е, да кажем, од културата, од литературата. Додека пак од меѓународните односи, од безбедноста, тука трилогијата Македонски безбедносни лавиринти со професорот Гоцевски, тука е Македонија во НАТО, двотомната, тука е книгата со покојниот професор, мој драг пријател, иако во некој поглед се согласувавме, Димитар Мирчев, Quo Vadis Македонија. Сега, по повод 5 годишнината од неговата смрт, преведив книга Quo Vadis професоре, во кој треба да бидат објавени 40 интервјуа што ги направивме за македонското радио. Ето, токму таа книга се чека за финанси да види светлината на денот. Не би сакал да далеко од тоа да политизирам или да полемизирам околу тие теми, но ова што сега насловите, само што ги спомнавте, и темите што ги допривте,
се актуализираат и во однос на некои релации меѓународни и актуелни за Македонија, еве околу јазикот, околу НАТО и така натаму, ова со Бугарија проблемите, околу интеграциите наши, но за тоа може би во некоја друга прилика. И зашто е проблем сега парите, рековте, колку во просек чини едно издание, зависи секако и од страниците, и од трудот, и од материјалот, и од квалитетот на фотографиите, на кориците, на се. Но горе-доле, колку на Свето Стаменов му се потребни средства да издаде едно... Па зависи од тиражот. некој дел. Фино рековте, зависи од бројот на страниците, зависи од форматот, дали е А5, дали е Б5, таа книга, колку страници има, дали е колор, дали е црно-бела. Среќа моја што повеќето книги се без фотографии, значи книги кои се едноставно не можеш да ставиш, да кажеме, во Македонија во НАТО фотографии. Тоа се интервјуа. Или да кажеме во јазикот нашата исто тоа се интервјуа. Зависи каква е книгата. Меѓутоа секогаш таа фамозна сума од 1000 до 1500 евра во прашање, зависи од тиражот нормално. Рековте и добро, ако добро ве разбрав, државата и општеството генерално изгледа, па и матичната куќа каде што работите еве 35 години, не знаат доволно да ги вреднуваат овие нешта. На краишта Македонската радио и телевизија како јавен сервис е и носител на овие ваши, нели, подкрепа на некој начин на овие ваши трудови. Нема интерес никаков, институционален би рекол. Па може би тоа е моја грешка, бидејќи воопшто не сум ни инициирал таков разговор, да кажеме, со раководството, со менаџментот сега поново. Од друга страна, ретко кој знае на работа дека јас сум и публицист. Имам колеги кои едноставно ме знаат, Свето Стаменов, оној новинарот, сега повеќе ме ценат бидејќи имам стаж, да кажеме, 35 години, па и бела коса, па дури коса нема, веќе меѓутоа има искуство. Ако добро ме разбирам, малкумина во матичната куќа, да, точно. Дека вие освен со новинарство, практично се занимавате со ова што остава трајни траги во македонската држава и општество. Па да. Ќе најискрено, имам колеги кои бараат соговорници за нивните разговори, за нивните емисии, и има луѓе кои никога не подценувам, не омаловажувам, меѓутоа бараат луѓе со една книга издадена од 15 песни. Тие се застапи на програмите на Македонското радио, јас со 50 книги ме нема до сега на Македонското радио. Меѓутоа не ни жалам, не се ни... Може би до вашиот пиар, тука сте веројатно слаби, но ајде, ја не знам... Па зоки нема време и за пиар, ако туку работам од друго. Така, во Македонија има ли друг новинар и публицист кој има повеќе награди и признанија добиено од Свето Стаменов? Сигурно има. Ајде малку проговорете за вашите награди. Колку се... Па за нашите награди... Ако се 52, 3, 5 веќе издавачки дела, колку награди нанижа до сега како во низа Свето Стаменов, што журналистички, што публицистички? Првата награда што добив од матичната куќа Македонската радио и телевизија, тоа е годишната награда за 92 година, кога бев воен репортер во Босна и Херцеговина, во Сараево, тие фамозни 13 или 15 дена, ако ги сметаме патувањето до таму и враќањето од Сараево. Потоа во 2004 година ја добив наградата Крсте Петков Нисирков на Сдруженијето на новинарите на Македонија за серијал интервјуа, мислам дека беа околу 40 таа година, рекордна беше. Потоа во 2005 година добив државната награда Мито Хаџивасилев Јасмин, исто за серијал интервјуа за новинарство. Во 2012 година добив државната награда Хаџивасилев Јасмин за публицистика тогаш, за двотомната книга Силата на христскиот дух, посветена на првата и втората светска меѓурелигијска и меѓуцивилизатска конференција што беа одржани во Охрид, и добив награда од општина Центар 2007 година за исто за новинарство, и сега во последно време 2-3 награди плакета од општина Илинден за напредување на културните вредности и од Канцеларијата за врски на НАТО во Скопје
плакета за книгата Македонија во НАТО. И сега најновото добив од фондацијата Небрегово признание за афирмација на ликот и делото на Блаже Коневски. За овие 30 и кусури интервјуа за Блаже Коневски и за двата зборника. Во книгата за вас што ја подготвува, како што спомнавте, поранешниот словенечки амбасадор овде во Македонија Јазбет, ќе бидат содржани сигурно овие податоци? Па неверојатно. Јас не му се мешам. Единствено си покаравме, мислам, Ако добро ве диалогот е... тоа ќе биде на некој начин биографија за вас. Да. Биографија, меѓутоа биографија преку трудовите на другите што пишувале за мене. Тоа голема сатисфакција за авторот. Како не? Јас сум фрапиран и изненадан и се уште мислам од каде е таа идеја кај амбасадорот. Затоа сепак да ти некој странец, посебно дипломат, и тоа признат и познат дипломат не само во Словенија, него во европски рамки. Од надвор полесно не препознаваат, веројатно, него ние самите овде. Па ние не знаеме се цениме во Македонија. Тука е проблемот. Што натаму, Стаменов? Што подготвувате нешто конкретно? Па конкретно е Нешто што брзо значи да веќе наполнав тоа е книгата за Блаже Коневски, тие интервјуа. Уште нема наслов. Ми останува уште 10 интервјуа да ги симнам, да ги средам и да ги авторизираат. Потоа очекувам Министерството за култура да го прифати тој мој проект, двотомна книга Македонија, Словенија, калеидоскоп на дипломати и пријателство. Тоа се 80 интервјуа што ги работел во последните 22-3 години, исклучиво со словенички политичари, дипломати, писатели, јавни личности од Словенија, кои говорат за Македонија и за македонско-словеничките односи. Ако биде таа книга, ако прифати Министерството, нормално ќе излезе оваа година. Потоа има уште 4-5 проекти. Се зависи не само од мене, зависи и од овие луѓе со кои работам, например со книгата четвртиот том Македонски безбедности лавиринти со професорот Гоцевски е при крај. Со професорот Цане Бојановски изрази желба исто да направиме книга и таа се работи. Тука е она книга што е со професорот Пантев за македонистиката отворено и една книга што мора да ја реализирам, што на вистина сум дал ветување, тоа е книга со интервјуа со првиот македонски амбасадор во Грција, Ѓуп Чарсовски. Ако добро ве разбирам, веќе почнуваат изворите на информации и авторите на разни теми и трудови да ве бараат за сето тоа да се спакува и да се стави во меѓу две корици како публицистички труд, да остави една трајна трага. Свето Стаменов веќе е препознатлив во тие кругови. Ако добро ве разбирам. Најверојатно одредени автори ве бараат. Да, тоа е точно дека одредени автори ме бараат, сами предлагаат, меѓутоа не може сами да кажам се фалам сега, јас сум некој нешто. Сепак скромноста ми е некоја врнина да кажам. Добро, ама како велат, лажна скромност не е многу за фалење, бидејќи за два стојате, те рековте 52, до сега подготвувате на еднаш 2, 54, 56 трудови. Некој друг за вас подготвува труд за вашето практично епопеја во македонското издаваштво, меѓу новинарството и издаваштвото и авторството, ако сакате, во делот на издаваштво. Која му е, како се вели, она поблиско на Свето Стаменов, која му е подрага професија или подраг ангажман, новинарството или публицистиката? Па порано Зоране... Ако морате да се откажете од едно од двете, што би се откажал? Порано ми беше подраго новинарството. Кој не се бави со публицистика, меѓутоа се публицистиката ми е главната преокупација. Меѓутоа публицистиката сепак е поврзана со новинарството. Ако јас како новинар не произведам нешто да влезе во публицистиката, ништо не сум напред. Така да правник е синтеза меѓу новинарството и публицистиката. Меѓутоа повеќе се самиот веќе почна да се смета како публицист отколку како новинар. Најверојатно и поради годините. Спомнав на почетокот дека многу институции, па дури и библиотеки некои полокални, имаат и помалку книги отколку што вие имате издадено со вкупните тиражи. Да ги наредите вака во метри или во километри, до каде би стасале? Па не многу.
До Љубљана. Не, многу, баш да ги така ми се наредени дома книгите, пола полица. Меѓутоа, една работа, поврзана со издаваштвото, со публицистиката, многу е жално, многу е, не знам како да кажам, нашиот народ не чита. Ретко која книга Да, но како поминува, ова што едноставно- вие го едноставно- работите од електронска во печатена форма, тоа значи остава трајна трага. Да. Тоа се депонирани дела во разни библиотеки, во Националната библиотека, во многу домови, во многу универзитетски библиотеки. така Не, натаму. зборот ми беше дека леп од книги нема, од издавање книги нема. Меѓутоа, од друга страна, токму што велите вие, останува трагата, ќе додат нови генерации, ќе имат материјал. Наситени Наситен, јасно дека од литературата ни уметниците не живеат за Едноставно, бидејќи ќе кажете ми преполна со книги, со сопругата Искачоловиќ решивме и поведовме на акција, која веќе трае 2 години, на библиотеките по градовите да поклонуваме книги. И до сега сме околу 350 книги подариле, што мислам дека еден пат таа книга стигне до читателите. Затоа што тргнувајќи од економска ситуација, од кризата, од немањето од средства за обичен живот, ретко и да сака некој да купи книга, ќе се откаже. Но ете и тие донации се делот и од вашиот карактер. Ви посакуваме натаму. Плодна Благодарам. работа. Не знам колку успеа да Ќе има други можности, кажам, други прилики. бидејќи една работа стално тоа го повторувам, јас сум новинар кој прашува, а не за да зборува. Еве исполнивте 35 минути. Не знам како, ви благодарам сепак, мислам дека што кажам. Дистрикт, Цивил прес студио, Свето Стаменов, ви благодарам. Ви благодарам вам.